Стоп за насилството врз жените беше денешната тема на која Емнет телевизија разговараше со граѓаните на Штип. Иако современиот живот нуди нови можности, ама сепак според нив се уште е активно насилството врз жените. Вела дека тоа се должи претежно поради финансии, пијанство или зависност од некои наркотици кај мажите, а на прашањето зошто жените молчат, вела дека е поради страв. Дека треба да се стави стоп воопшто на секаков вид насилство, согласни се тие, па како што велат, потребно е да не се молчи. Па мислам, јас не сум такво доживеала и не дај Боже да доживеам, а на други имам и трпат. Многу имам, знам, чести такива примери и трпат. Ради децата ли трпат? Ја мислам дека не, ама трпат. Еве, може по 25 години, 30 трпат насилство. Коцкар, повеќе пијан и жената трпе. Нормално. Нормално дека треба да има. Кој е против тоа? Тоа е негативна работа. Не, како да траат? Тоа е ненормално да траат. Ама некои се плашат. Изгледа од полошо да не ги знаат. За пари највише. Не слога нема. Млади не работат, испобегаат. Трпение немат младите. Седа е на готово. Тоа е тоа. Друг дел истакнаа дека некогаш некои работи се преувеличуваат, па вела дека не постои разумен маж кој би кренал рака на собствената жена, поради самиот факт дека таа е секогаш послаба. Па може да има, може да нема. Некои си преувеличуваат некои работи. Ако има, треба да има стоп. Тоа треба да се забране. Па преувеличуваат, сакат да видат внимание. Или се навредил еднашка ќе каже во ми рече, оно ми рече и се тие работи. Ама тај што е извршено насилство врз него, треба да пријави у одредени институции, што се грижат за тоа и да си терат по законски норми. Значи, треба да видиш нешто испровоциран, увреден, навреден, како да кажам, па на човек му скисне, ако не е еднашка, два пати, три пати, и дое момент на слабост, ударе и после оде филмо. 25 ноември е меѓународниот ден за елиминацијата на насилството врз жените. За прв пат тој беше одбележан во 1999 година со резолуција на ООН. Според статистичките податоци, секоја втора жена во светот е жртва на насилство од страна на својот партнер, а секоја петта е подложена или трпи закана од сексуално насилство.